Ова што го гледате зад мене се едно турнирче во ватерполо, а не ретко сте гледале и дел од тренинзи на деца, токму во пливање и во ватерполо. Но ова што ќе ви го кажам важи за сите спортови. Како државата, односно, конкретно, владата во Малта го решава проблемот на неспортување со програма која што влијае токму на спортувањето на младите во Малта. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Има направено една програма која што се однесува на сите деца кои што се занимаваат со спортови, а се однесува до нивното полнолетство. Имено, за секое дете што ќе биде запишано на било кое спортување, без разлика на возраста, дали е тоа 7, 8, 9, 10, до своите 16 години, кога во Малта се станува практично полнолетен, државата обезбедува субвенции, односно враќање на дел од парите што родителите ги уплаќаат за нивните тренинзи. Igor Filevski Show. За регулирање на овие бенефити мора да се исполни уште една работа, а тоа е дека клубот мора да биде регистриран во Спорт Малта, бидејќи се бара и потврда од клубот, која што подоцна државата го испитува и едноставно го верификува дали е тоа вистински факт. Значи, ако е клубот регистриран, пополнете оваа апликација и аплицирајте. На годишно ниво ќе ви се врати дел од финансиите. Тие субвенции не надминуваат на 300 евра, во зависност од тоа колку се плаќа. Например, ако тренираат во некој фудбалски клуб од тие појаките, достигнува сумата и 500 и 600 евра за една година. Ракомет, колку што сум информиран, чини 30 до 50, некои се и 100 евра. Кошарка, ватерполо, пливање како популарни спортови и практично државата направила закон каде што сите оние родители чии деца спортуваат и ја плаќаат таа клубска членарина, треба да поднесат апликација до владиниот сектор кој што се занимава со ова. Тоа може лесно да се пронајде на интернет и нема никаква ограничување дали се тоа деца на дојдени родители, деца на тукашни родени родители, дали деца тука родени или деца кои што се дојдени од странство, но секако со лична карта и оние кои плаќаат данок пред се, пријавени, значи регуларно, може слободно да аплицираат и добиваат поврат од 100 до 300 евра од тие дадени финансии за нивното спортување. Тоа е добро за развојот на спортот и за едноставно дисциплинирано влегување во спортските води, во спортските активности на сите деца во Малта. Значи, ако сте македонци кои што го имате регулирано престојот тука, имате деца кои што спортуваат, информирајте се за овие апликации, аплицирајте и ќе имате поврат на дел од финансиите. Тоа е една фантастична работа, а не е само за спортот, за многу други работи државата има ваква програма. Денеска муабетот ми беше токму спортот. Да ви помогнам, да се информирате и едноставно да се ги вратите дел од финансиите назад. 5, 4, 3, 2, 1. Start.